А сега во продолжение ние одиме понатаму со сето она што го подготвуваме за вас. Во пораните утрински часови кажавме дека веќе температурите се пониски. Во некаде 7 часот 5 степени Целзиусови, низ Македонија дури некаде до 2 до 3 степени, што значи дека зимата веќе еве на прагот. И она што треба да го знаете е тоа дека од денеска веќе стартува и обврската за задолжителна зимска опрема во автомобилите. Но за ова повеќе ќе не информира нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска, така да ќе препуштам токму на неа оваа тема. Добро утро од мене и се разбира добро утро за соговорникот ова утро. Добро утро, Слободанка, до тебе и до сите наши гледачи. Дали ти во твојот автомобил веќе ја стави задолжителната зимска опрема? Добро прашање, но јас ке ти одговорам дека за овие работи мојот сопруг се грижи, па мислам дека имаме се што е потребно. Да се надеваме дека е така, дека нема денеска можеби некој полицаец или на некој од луѓето кои што заборавиле дека е 15 ноември, денот од кога законот пропишува дека треба задолжително да се посетува зимска опрема во автомобилите. Повеќе на оваа тема во продолжение ќе разговараме со Радмила Попадик од Автомото Сојузот на Македонија. Радмила, добро утро. 15 ноември, денот кога сите возачи во своите автомобили треба веќе да ја постават задолжителната зимска опрема, без разлика нели на условите на патот какви ни се и без разлика дали се работи за населено место или пак за регионалните патишта и автопатите. Што подразбира еве носењето на задолжителна зимска опрема? Добро утро на сите гледачи на Алфа. Како зимска опрема на моторни возила, чија вкупна маса е до 3500 килограми, се подразбира зимски пневматици, чија длабочина на шарата е минимално 4 мм, или доколку во возилата поседувате синџири, кои што се со соодветна големина на погонските тркала, може да користите и летни пневматици, чија минимална длабочина на шарата е 4 мм. Така, Радмила, во какви услови е потребно да се употреби зимската опрема? Задолжително е нели да имаме во автомобилот, но кога треба да се употреби? Во услови на снежни врнежи и нели карактеристично за зимските услови се ниските температури, така што кога коловозите се влажни, поради ниски температури има и појава на голомразица, така што како што кажав, добрите гуми ќе ни обезбедат безбедно учество во сообраќајот. Да, каква е опасноста еве од неносењето на задолжителната зимска опрема во нашиот автомобил? Што би можело нели да ни се случи покрај тоа што верувам дека може да ја добиеме казна нели од соодветните органи? Каква е целокупната опасност? Може да дојде на несакани сообраќајни незгоди, доколку има снег на коловозот може да заглавиме со автомобилот или излетување, излезгување од коловозот. Затоа прво правило и основен услов за безбедно учество во сообраќајот се зимските пневматици. Какви се казни се припишуваат за неносење на задолжителна зимска опрема на патиштата? Како што рековте, денеска стапува на сила законската обврска, така што без оглед на временските услови сите треба да поседуваат зимска опрема. Казната е парична, 45 евра изнесува. Да, така доколку сакате да си ги заштедите нели овие 45 евра, да не ги дадете нели на државата, така што носете си зимска опрема уште од денеска, да ги потсетиме нели сите оние кои што можеби заборавиле дека морат да имаат зимска опрема во автомобилите. Која е вашата препорака еве, Радмила, за сите учесници во сообраќајот, за сите оние кои што седнуваат зад воланот? Како и секогаш ние ќе препорачаме прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и прилагодено почитување на сите прописи. Ќе препорачаме на сите кои што планираат патување да се информираат за состојбата на патиштата на нашиот телефон 1 55 55.
Ти благодарам, Радмила, за овие препораки кои што им ги дадовме на сите возачи, сите вие кои што во моментов се уште сте во вашиот дом и не сте седнале нели во автомобилот, проверете дали ја имате задолжителната зимска опрема во вашите автомобили според Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Полициски службеник може да му нареди на возачот да го прекине на тамошното движење и како што спомена нели Радмила, да му изрече и парична казна, така што верувам дека никој не сака да одвојува средства непотребно од својот месечен буџет и затоа бидете внимателни кога седнувате зад воланот и возете со пропишаната брзина која што соодветствува на патот каде што движите.